Благодарам, председателе. Имено основот на мојата процедурална забелешка е членот 85 ставот 1 од Деловникот за работа на Република Македонија, на Собранието на Република Македонија, каде што председателот на одреден пленум се грижи говорникот да не биде запрен во текот на своето говорење. Председателе, тоа неколку пати до сега вие го прекршивте. Ќе ми дозволите во самото процедурално изјаснување да се повикам и во одреден дел на други членови од Деловникот. Имено кога почна целиот овој процес со Законот за државјанство, Зоран Заев на заедничка пресконференција со представниците од партиите Алијанса за албанците и Алтернатива кажа дека ќе не консултира сите политички чинители во Собранието од аспект на овој закон. Морам да констатирам дека до овој момент ниту еден од најголемата пратеничка група во Собранието, која што составена од 44 пратеници, предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, не е консултиран по однос на ова прашање. Она кое што морам да го истакнам е, како што и кажаа неколку колеги претходно, ние дебатираме за законско решение за кое што владата дава негативно мислење и изричито препорачува на Собранието да не се носи во ваква форма каква што се носи. Понатаму, председателе, вие на една од комисиите за одбрана кажавте дека ова законско решение е толку лошо што не може да се интервенира со ниту една амандманска расправа и дека доколку сакаме да се донесе во ваква форма, ние ќе треба да поднесеме сосема ново законско решение и затоа, согласно членот 34, став 3, каде што вели дека пратеникот има право да бара и да добие известување и стручна помош од службата на Собранието за прашање што се во врска со работата на Собранието и работните тела, барам работните тела да обезбедат стенограм од таа седница, за да можеме ние со тоа ваше тврдење да излеземе пред јавност и вие да објасните што сте мислеле тогаш, а што мислите сега и која е разликата од аспект на тие тврдења. Имено сакам да дообјаснам конкретно зошто согласно членот 145 од Деловникот бараме јавна расправа. Понатаму вие ни рековте дека тоа е лицемерно и дека согласно Деловникот ние не можеме да имаме јавна расправа согласно тој основ, затоа ние повикавме согласно членот 122 ставот 2 да се повикаат одредени инстанци од државните институции за да се дообјаснат, бидејќи јас навистина би сакал да го повикаме тука министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој што рекол дека вака поднесените амандмани, односно дал позитивно мислење за вака поднесените амандмани, да објасни зошто дозволува свесно да се загрозува безбедноста на Република Македонија и поддржува амандмани кои што бараат бришење на ставовите 5 и 8 од членот 7, каде што велат дека против лице, дозволува да добие државјанство лице против кое не се води кривична постапка во Република Македонија и во државата чии државјани не, и ставот 8 неговиот прием во државјанството на Република Македонија да не ја загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија. Согласно амандманите кои што сега се поднесуваат, овие два члена се бришат и навистина сакам да дојде тука Оливер Спасовски да ни објасни од аспект на Министерството за внатрешни работи зошто овие работи добиваат позитивно мислење од институцијата која што е директно одговорна за безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Сакам да дојде некој експерти од уставното право, сакам да дојде и Бојан Маричик да ни објасни зошто свесно се бутка закон кој што е против уставен, заради тоа што со бришењето на овие два члена ние директно одиме против членот 28 од Уставот на Република Македонија, каде што укажува дека секој граѓанин има право на одбрана и свесно потенцијално ги кршиме членовите 11 и 12 од Уставот на Република Македонија, каде што секој граѓанин има право на живот и на физички и морален интегритет. Сметам дека треба ваквиот закон, оваа материја која што се уредува, која што би кажал од едно суштинско значење, да биде донесена во една општа јавна расправа, каде што заклучоците од таа општа јавна расправа согласно членовите, дали сакате 145 или 122 став 2, ќе може да се предочат во амандмани кои што потоа заедно консензуално би ги донеле. На ваков начин и целиот процес кој што е почнат од почеток не оддава за можност дека ваквото решение би било донесено консензуално. Ви благодарам.